Македонски корени. Поддржано од Македон Бетон. Да ги поздравам слушателите на емисијата Македонски корени. Посебно задоволство ми причинува јас како иницијатор на емисијава Македонски корени денеска да ја водам оваа емисија со господинот Ристо Поповски, кој живее и работи во Германија, поседува најголема архива за Македонија и библиотека со повеќе од 10.000 книги. Таа е достапна до секој македонец, исто така и до мене. Многу работи научив од него, се уште учам и се надевам дека ќе учам. Со нас ќе биде господинот Ристо Поповски, автор на повеќе книги, меѓу кои е Александар Македонски, Македонизам, заедно ја има напишано со Пандил Костурски, исто така и Филип II Македонецот со Ангелина Маркус и последнава книга која издаде Клеопатра VII Македонката, а воедно работи сега на неколку нови книги. Не спомнувам тоа што го има издадено на германски јазик, досега кажав овие книги што ги има издадено на македонски јазик. Ме причинува задоволство, добар ден господин Ристо Поповски, да ве поздравам од моje име и од името на слушателите на Македонски корени. Добар ден, здраво живо македонци и македонки. Ќе ми биде големо задоволство да ви ги пренесам сите мои сознанија што ги знам за Македонија и македонците. Од давнина ние имаме проблем само од еден единствен град, од Атина. Би ве запрашал за омразата на грците према македонците. Која е причината? Па причината е тоа што Грција е вештачка творевина. Кажавме дека 170 години стара, таа е со цел за да ја уништува Македонија и да ја краде незината историја. Пошто големите сили ја формираа на југот од Македонскиот полуостров, тие и ја дадоа целата македонска историја на незе и ги поврзуваат со антиката. Меѓутоа грците немаат никаква врска нити со антиката, нити со нешто што е направено во антиката. И сега се тие за да владеа со делот на Европа на Средоземното море, многу јако ги поддржуваат на грците и ги форсираат со голема помош и сите околу нас, другиве државички што се формирани, тие се со цел формирани да се прават игри за да ја снема Македонија. Ако Македонија постои, тие не може да го лажат светот. Да. Значи тие има донесено заговор против Македонија за да го уништат. Да уништат Македонија и тоа уништување го прават систематски. И ќе видиме ево како се тоа работи. За време 1919-12 година Грција го зазема делот од Македонија, која таа го добива по Букурешкиот договор. И избилнуваат војна измеѓу новоформираните држави за да ги развијат во национални држави. Избивнува војна, тие се тепаат околу македонскиот плен, кој колку да земи, и на крајот 51% од денешна Македонија добиваат грците и тие сега во тој дел извршија огромна асимилација, уништување на македонците, откорнување на цели села, тие избриша имиња, целата топонимија променија во Грција, така да градови села прекрстија. Никој не сме да се каже дека е македонец. Изврши се голем геноцид на македонците. Точно е тоа, секој народ може да се лаже некое време, но не може цело време. Што правиме сега, кога веќе целата светска историја се сврти према македонците, кога виде дека, значи, вистината за Македонија е таа една единствена. Значи, Македонија е најстарата држава во Европа, најверојатно и во светот. Имаме многу голем проблем со грците. Значи, постои етничко чистење, постои промена на топоними, ороними, хидроними. Факт е дека, еве и сега пред некој ден се навршија 60 години од протерувањето на македонците и вие сте еден од тие деца кои беа протерани од Грција и шетаа по цела Европа, барајќи ги своите корени, барајќи вистината за Македонија. Послушате, јас сум еден од бегалците кои мораше да си го напушти своето огниште со мојата мајка, пошто мојот татко ги остави своите коски на планината Грамос, борејќи се за слобода на Македонија. И ден денеска таму му се белеат. Јас како македонец немам право да дојдам во Грција, ни беше оспорено ваквото право. И
За таа војна која се случи на просторите има напишано доста книги, но тоа се многу малце, затоа што треба многу повеќе да се пишува, затоа што многу повеќе жртви има Македонија. Никош овие жртви кои ги дала Македонија за време на излажувањето на македонците за борба како за ослободување, грците ги увовлекоа во таква војна со намера да ги избркат од тој дел на Македонија, затоа што Грција и големите сили видеа дека ќе има проблеми подоцна Грција со македонците во Беломорска Македонија, затоа тие што тогаш кога се подели Македонија во 1912-13 година, останаа 1,7 милиони. Тоа го имам во една енциклопедија најдено дека 1,7 милиони македонци биле од македонско потекло, биле во делот на Македонија. Па нека ми кажат денеска каде се тие македонци. Полата се испоубиени, раселени низ цела Грција, низ островите, со неправо да зборуваат македонски, не смеат да се изјаснат како македонци, се затварани и без икакви човечки права. Со малтретирање, со зимање на имоти и на све, така да денеска македонецот кој живее во Грција, тој е најсиромавниот човек во Грција. Многу сликовито кажано, јас не сум од егејскиот дел, но секогаш ги почитувам и ги респектирам луѓето. Значи, протераните од Беломорска Македонија, да се отклона малце да кажам зашто е Беломорска Македонија, значи, во Белото море живееле единствено, во Белото море бели делфини и затоа се вика Беломорска Македонија. Значи, тој народ кој е протеран од тие простори поминал низ многу големи маки, тоа е екзодус кој треба да остави голема трага во светската историја, да се запамети за да не се повтори, да не ни се повторуваат истите грешки. Вие сте еден од тие кој осети тоа лично, значи автентично, дали би можеле нешто изворно да ни кажете низ какви маки поминавте низ Европа, трагајќи по своите корени и по историјата за Македонија? А кога не протера грците, бегајќи од Грција со мојата мајка и мојот дедо и моите двајца чичковци, пребегавме према Албанија. На тој пат нон-стоп цело време не брка грците и англичаните, кои со авиони не гаѓа со напал бомби. Целото време кој фрла све гореше, ништо ни камен, и на камен горе дури бомбите. Останаа и стотици, можете да кажеме илјадници македонци го дадоа животот бранејќи на нас малите деца за да поминеме преку границата. Се извинувам, само да прашам колку години имавте вие тогаш? Јас тогаш бев многу мал. Овие раскажувања што ги кажувам, бев двогодишен, ги имам од дедо ми кој многу голем македонец беше. Едниот син му загина. Мојата мајка ги остави незините 3 браќа, а незините 3 сестри ги оставија своите мажи како загина по планините и ден денеска им се беле таму коските. Дадовме доста жртви мојата фамилија за Македонија и дедо ми раскажуваше кога бегавме и мајка ми многу пати ми ги раскажува случаите бегството од нашето огништо. Кога поминувавме во близина на езерото, имаше едно мостче тука, на тоа мостче, на тој мост многу македонци се загинати бранејќи не да поминеме низ мостот. Тука нон-стоп артилеријата гаѓаше со бомби, со митралези, војската не напаѓаше и така натака, не овозможуваше. Тука беше многу тесно место. Тука илјадници се загинати, дури тоа поточето што течеше беше полно со трупови, крв невидена, да целото Преспанско езеро се зацервани од крв. Дури и рибите, кога сета крвта почна да бегаат. Тоа ми го раскажува, ова раскажување од мојот дедо Петре Поповски, кој го доживеа тоа со своето тело, го ме чувал под него, да не загине, вика да загинем јас, не му било страф и така. Побегнахме во Албанија, грците бркајќи на нас запалија не знам колку села таму во Албанија ги изгорија и мојата мајка ми кажува дека албанците така срдечно да дочекале, тоа лиело дождови лиело тие денови, да албанците нас не примиле во своите куќи, а тие самите спиеле на дожд и мајките со деца сите ги сместиле по куќите. Ние во Албанија останавме неколку месеци таму во Елбасан и подоцна ќе бидеме префрлени, поделени во многу
држави во низ Европа, така да јас со мајка ми стигна во Полска, во Скожелец, а едната сестра од мајка ми ја поделиле во бровоите како тие пловеле, отишла за Чешка. И така не растурија по сите, и едва и некаде 1958 година јас се вратив во Македонија. Да, тоа е интересно да ни кажете, кога се вративте во Македонија. Каде престојувавте во Македонија? Во Македонија кога дојдовме во Скопје и престојувавме тука, јас до 68 10 години, значи живеев во Македонија, тука го совладав целиот македонски јазикот и таму како дете отидов во Полска, зборував полски, учев полски, грците сакаат да не терат да не пишат како грци, па деда ми стана, го фати на тој едниот грк и го треснал од земја, скршил кишмата и кажал, ти вика сакаш мене грк да ме правиш, кој вика ние сме македонци. И така да мора да не запишат како македонци сите. Вие кога се вративте во Скопје, со кого дојдовте? Јас дојдов со мајка ми, али бев во Полска бев прво во домови, дека се најдов со мајка ми и из разни домови во Полице бев долго време, таму се научив полски да зборам, така да не знаев скоро малце македонски, од мајка ми и од деда ми зборував македонски, али македонскиот јазик подоцна го совладеав овдека во Скопје, живејќи 10 години, посетував школа и така. Каде бевте сместени и колку време останавте во Македонија? Па бевме во Скопје 10 години останав и 68 година заминав за Германија. И таму кога поминав низ Германија, поминав во многу држави и така натака, и после ова војнава кога се распадна Југославија, јас се заинтересирав зашто Грција негира на Македонија и почнав да се занимавам со историјата и почнав по разни антички марктови да собирам стари книги, преку интернет да купувам разни книги, така да собрав огромен материјал за Македонија, во кој пишува за македонците. И ова сето од моје сознание сега покушавам да го внесам во книги, за да го дознаат моите браќа и сестри македонци. Македонски корени. Да, тоа е интересна причина, значи поттикот од душата да се бараат корените, да се бара вистината. Што ве поттикна да почнете да истражувате? Која беше, дали е тоа болката? Па, видите, кога ќе помините низ целиот свет и кога нема да знаете кај сте веќе, со кого и како, зошто, затоа што ама се осеќате највише македонец, а најмалку се живееле во Македонија, ќе видите колку е таа болка на еден човек. И кога ќе се прашувате зашто и како тоа е, и ќе почнувате да истражувате веќе. Јас сум во постари години и веќе се прашувате зашто сум дојде на овој свет. И онда ќе сватите дека Господ ве оставил да живеете, изгледа дека нешто треба да направите. И онда јас правам тоа, што нон-стоп се занимавам со Македонија и македонци. Јас легнувам и станувам. Јас навечер ќе легнам, го исклучувам компјутерот, за кој работам за Македонија, и сабале кога ќе станам, пијам кафе и го вклучувам пак компјутерот и пак сум во Македонија. Многу во кажано, копнежот е вечен, затоа и во душата, болката во душата која имате, ве тера, ве принудува, значи да ја барате вистината за вас, за македонецот, за Македонија. Ви имате многу направено за Македонија, трагајќи по вистината и откривајќи многу вистини од светски историчари. Како тоа го постигнавте, работејќи една работа, истражувајќи, како истражуваш? Па видите, јас имав среќа да се запознам со мојот брат македонец од Симе Пандевски, кој напиша златни книги за Македонија, и со него се запознав во Диселдорф. Тој дојде од Канада со 3 куфери книги и правевме муебет со него. И така јас се заинтересирав уште поише за историјата и почнав и јас лично да истражувам, пошто видов донесе многу убави книги, ги гледав, ги разгледав и викам чекај јас нешто да видам што можам да придонесам за засветлување на македонскава историја. И така почнав јас со тоа да се занимавам и 15 години ми беше темата Македонија. Така да низ цела Европа, кој што имаше протести за Македонија, учествував и со голем интензитет, со голем ангажман.
покушавав да ја помогнеме нашата татковина Македонија да се признае под нејзиното уставно име Македонија. Да, останувате во историјата на Македонија како човек голем борец за Македонија. Значи, ви гледавме сегде, бевте присутен сегде кај што македонците ја бараа правдата низ Европа. Останувате во историјата на Македонија како човек кој напиша неколку книги за Македонија и кој работи сега на неколку книги. Кој е поттикот? Од каде ја црпете таа огромна енергија за да го сторите се тоа? Се видите, енергијата е Македонија, тој е као атомски реактор. Така јас го замислувам тоа. Ме вклучи, јас не можам да го исклучам тој реактор, веше тој е во мене влезен и јас иако ќе одам на работа, си работам све, али чим ќе имам слободно време, јас одно влегувам во Македонија. Јас сум со Македонија окупиран, моје лично мислење и интерес е Александар Македонски и македонците, така да сето ова јас нон-стоп на тоа работа. Значи тоа е генот кај сите македонци, кога еднаш ќе се поттикне нешто, кога ќе се активира, тогаш трагаме по историјата за Македонија, по вистината за Македонија. Младите во Македонија и надвор од Македонија кои се со македонско потекло, се повеќе и повеќе се заинтересирани за македонското прашање за Македонија. Како вие надвор во диаспората го чувствувате тоа со нашите млади? Па видите, таму во диаспората е многу тешко због тоа што ние сме многу расејани, што вика. Тоа е и целта, да не расејат што подалеку ни светот, да не можеме да контактираме. Меѓутоа ние таму имаме многу големи заедници сформирано и клубови, имаме доста македонци, живеат над 100.000 македонци во Германија. Јас имам промината ни сите европски земји по потраги на материјалите кои ме интересираат, затоа што читајќи една книга ќе дознаете за една друга, па таа се наоѓа на друго место, па ќе идете тамо да земите, па ќе одите во Франција, па ќе одите во Енглеска, па ќе одите во Белгија и така натака, така да се имаме расширено насекаде и уште за овие демонстрации бевме насекаде, така да запознав многу голем број на македонци кои и ми ја знам болката на сите, ние се собираме и ќе видите дека македонците песмата ги собира, дека нон-стоп пеат за Македонија, се веселат и така натака. Јас верувам дека македонецот нема да дозволи да му го сменат грците името. Целта на Европа за создавање на овие држави, нови држави што ги создадоа, беше да ги растурат македонците по целиот свет по сите меридијани. Но еве сега се случи пред неколку дена да македонци се вратат од Хималаите. Значи, тоа се хунзите, кои се оставени да чуваат границата од времето на Александар Македонски. Исто така, македонци има на сите континенти во целиот свет. Ако ги вброиме тука помаците кои се во Бугарија, торбешите кои се во Турција, во Грција и во сите делови на светот, во Албанија, не би сакал да манипулирам со бројка, но сепак ќе кажам дека сме околу 12,5 милиона македонци. Што ќе ми кажете за бројката, за македонците, дали ќе успееме да се обединиме, да се прегрнеме и што се вели да извикаме вечна е Македонија? Па видите, тоа ќе биде многу голем проблем тоа да го направиме, због тоа што македонците се низ цел континент. Ние рековме македониите, тоа е сето она што е белата раса. Меѓутоа за македонците, ако збориме денеска во денешно време, тоа ќе биде многу комплицирано због тоа што македонец е само оној кој што јасно и гласно се изјаснува дека е македонец. Да, тоа го кажали. Сите други кои кажуваат нешто друго, дека е бугар или грк или србин, тие се више погрчени, тие се асимилирани и тие си имаат своја нов идеал, дека се грци, дека се срби, бугари, турци и така натака. Затоа ние треба да внимаваме и да гледаме кои се сега македонци. Тоа треба многу да се дефинира и да видиме кај живеат луѓе кои се изјаснуваат дека се потомци на Александар Македонски. И такви случаи имаме, еве деновиве, баш бев еден од присутните на доаѓање на делегација на мојот македонски цар од Пакистан. Дојде потомак на Александар Македонски, се сретавме, направивме муабети, се поздравивме, се изљубивме, се изгрливме. Тие се исти како нас и они кажуваат, ние сме македонци, крвта вика не лажи. Значи, гледаме дека од
делот на македонците кои во Македонската империја која формира Александар Македонски останале во Пакистан, си го сочувале своето македонски идентитет, иако живеат се асимилирани, тие имаат исламска исповест, тие имаат и христијанска кажа царот, дека се и христијани веруваат во Исус Христос. Да, тие имаат најблага струја на ислам, тоа е АГК, значи тоа е мажот и жената имаат потполно исти права. Да. Значи најслабата струја, иначе исламот го примиле пред 60 на години, иначе до 74 година тие се принципат со принц и принцеза. Од 74 година потпаѓаат под юрисдикција на Пакистан, значи сега се под пакистанска управа, така да сепак тие се македонци, бидејќи традицијата, носиите, музиката, сите тие работи кажуваат дека луѓето се македонци, исто така и зборовите. Значи за рака викаат храка, за врне викаат врне, за бара бара. Значи зборови кои единствено два народи на земјината топка, ние и тие, имаат исти зборови и никој друг. Да, баш така е. Они кажуваат дека се македонци, они се изјаснуваат. Јас реков, секој оној кој се изјаснува гласно и јасно дека е македонец, тој е македонец. Друго, све што кажуваме дека тие и оние овие, ама тие се грци, бугари, така, тие се одродени македонци и тие више не припаѓаат кон нас македонците. Сега, овие се изјаснуваат гласно и јасно дека се потомци на Александар Македонски. Тие се не само што се исламската вера што ја примиле, него тие се и јазично поврзани со нас. Не, се поврзани со нас, а уедно имат и примено други јазични, нив се асимилирани јазично исто така. Меѓутоа во нивниот јазик останале више многу македонски зборови. Ние тек сме ново е ово сето ова, треба тек да се проучуваат ханзите, тек треба да видиме што има кај нив, да ги видиме нивните гробови од пред многу историски долго време, да видиме што закопувале они, да разговараме со нив, да ни дозволат нас македонците да зирнат нашите археолози тамо, да видиме што оставале во гробовите, што има, да видиме со кој јазик се служиле пред тоа, може да има и писма некои, така натака. Има многу работи кои треба тек да се обработуваат со нив, со нивна дозвола, да се работуваме, да дојдат неколку македонски деца овдека нивни, па да ги запишеме в факултетите, да учат, да студираат, да го научат македонскиот јазик, па да се вратат тамо, па да ги учат на нив со нашиот јазик и така натака. Голема се работка очекувам од тоа. Но мене највише што ме израдува тоа е што јас кога царот го слушав, кога тие раскажуваа како се примени низ Македонија, јас тоа сето го доживав низ она читање за Александар Македонски, кога тој тргнал од Македонија, од Пела, да иде да си ги види своите македонски браќа на сета таа територија и тоа пречекување негово, кај што било оно срдачно од македонците, тие што го сакале, истото тоа тој го доживеел таму, како овие сега што го доживеле во Македонија. Да, точно така. Пораката од пред 2300 година, испратена од нашиот цар Александар Македонски, дури сега дојде кај нас. Значи, ние бевме одбрани, нашата генерација беше одбрана, да ние го почувствуваме тоа. Значи, во 2300 години постоја 100 поколенија. Значи, бидејќи, пак ќе кажам, копнежот е вечен. И тие и ние копнеевме да се сретнеме. Значи, ние сме таа срекна генерација која успеавме во прав момент, кога имаме најголем притисок од грците, имаме притисок од некои држави во Европа, да се одмрзне тоа замрзнато прашање за Македонија, која стоеше негде во фиока. Значи, за прв пат се случија неколку работи со кои ние ќе ги обелодениме сите вистини за светската историја за Македонија. Македонски корени. Македонски корени. Македонски корени.